Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Основни и суштински информации за Ахмадијатот. Оваа книга ја напишал Хаджијата Уллах Халеем. मैं कशोता जा करे फिर सुन्नते बादा चलो. Петто е Тахрике Джадид, Ангјуман Ахмадија, кои работат по примерот на Садар Ангјуман Ахмадија, Централна Ахмадија асоциација, но надвор од Пакистан. Според Божјо упатство, нив ги основал Хазрети Мирза Башир Уддин Махмуд Ахмад, Халифатул Месих II, во ноември 1934 година. Оваа благословена програма, наречена Тахрике Джадид или нова програма, од своите членови бара да исполнат 19 различни барања. Подоцна, нивниот број се зголемува на 25 барања. Меѓутоа, суштината на тие барања е едноставен и штедлив живот во секој поглед, давање на свој придонес во остварувањето на непрекинатоста на програмата, наречена членарина Тахрике Джадид, дека целиот свој живот или пократок период, во зависност од можностите, предано ќе учествуваат во проповедањето на активностите на џемаатот, дека според потребите на џемаатот ќе подготвува и ќе објавува литература. Сите мисионери на џемаатот во странство од 1945 година биле под надзор и контрола на Тахрике Джадид. Од тогаш па натаму направена е огромна работа во врска со пропагирањето на исламот ширум светот под упатства и водство на Халифатул Месих, а во организација на Тахрике Джадид Ангјуман Ахмадија. Хазрети Халифатул Месих директно му дава овластувања на ова тело и тие нему му се одговорни. Во нивна надлежност се работите за давање упатства, контрола и администрација на сите Ахмадија џемаати надвор од Пакистан. Шесто е Вакфи Джадид Ангјуман Ахмадија, чија задача е проповедање и подучување само во селата ширум светот, посебно во земјите од третиот свет. За учество во оваа програма од членовите се бара да дадат посебен придонес. Тие средства, според задолженијата кои се дадени од џемаатот, се наменети за остварување на задачите, односно, живеејќи помеѓу селаните, да се обидат да ги усмерат и нивните животи, да ги обликуваат според учењата на исламот. Родителите треба да ги поттикнуваат своите деца и тие да земат учество во оваа програма и од свој џепарлак да донираат по 6 рупии. Износот на овој доброволен прилог за оние кои живеат надвор од Пакистан е $5, или вредност која одговара за една година, а ако некој има и сака може да донира повеќе. Хазрети Халифатул Месих дал упатства како новите членови на џемаатот да го почнат своето финансиско жртвување преку плаќање на овие членарини за Вакфи Джадид и Тахрике Джадид програмите, систем на разни членарини и повремени издвојувања. Што се однесува до приходите на џемаатот, одредено е секој Ахмадија муслиман да дава прилози според своите финансиски можности, а со цел за служење и помагање на џемаатот. Меѓутоа, постојат одредени пропишани придонеси кои сите членови на џемаатот се должни да ги плаќаат. Тоа се различни видови на членарини, чанда, тоест придонеси. Чанда Аам, основна членарина, која е задолжителна за секој Ахмадија муслиман и изнесува 1/16 од приходите. Чанда Васијат, членарина која секој завештател ја плаќа според незиното или неговото завештание. Оваа членарина е задолжителна само доколку завештанието е во корист на џемаатот и таа оди во прилог на Бахишти Макбарах, возвишените гробишта, и изнесува 1/10 до 1/3 од приходите. Завештателот исто така е обврзан да состави завештание за оставината во корист на Садар Ангјуман Ахмадија, Централна Ахмадија асоциација, по истата тарифа од незиниот или неговиот имот. Чанда Джалса Салана, членарина за годишен собир,
Еднаш во годината мора да се плати 1/10 од месечните примања за овие цели. Чанда Техрике Джадид, членарина за новата програма, која помага во реализацијата на програмата Тахрике Джадид. За ова доброволно издавање не е утврдена конкретна тарифа и тоа зависи од верноста и побожноста на личноста која дава прилог. Но без оглед на тоа, Ахмадија муслиманите во оваа програма учествуваат со голем ентузијазам. Чанда Вакфи Джадид, ова исто така е доброволен придонес кој ги поттикнува сите членови на заедницата, а се користи како помош за луѓето во селата ширум светот. Се разбира, на оние на кои таа помош им е потребна. Покрај овие 5 вида на членарини, Чанда, постојат и неколку други доброволни членарини кои се привремени и се однесуваат за посебни потреби, како на пример изградба на џамија, мисионерска куќа, помош за сиромашните, за сирачињата и така натаму. मैं कशोता करे फिर सुन्नते बादा चलो नूर कब दे. Важноста на основната членарина, Чанда Аам, како што ја опишал ветениот Месија, чесниот основач на Ахмадија џемаатот. Нека секој од нашиот џемаат даде ветување дека редовно ќе плаќа одреден износ како свој придонес. Возвишениот Аллах Джелешануху ја благословува секоја личност која поради него даде ветување. Постојат многумина кои не се свесни за собирањето на овој придонес. Тие луѓе треба да се посоветуваат ако имаат права врска со возвишениот Аллах Джелешануху, дека треба да се обврзат дека уредно ќе плаќаат одреден износ како свој придонес. Неупатените исто така треба да се посоветуваат дека треба да возвртат со потполна покорност. Доколку не можат да дадат такво ветување, зошто тогаш се нарекуваат членови на оваа заедница? Апелирам до сите, без оглед дали се присутни или не, да ги известат своите браќа за важноста на овој придонес. Наговорете ги дури и оние кои немаат некој имот да го платат овој придонес. Ваква можност никогаш повторно нема да се пружи. Колку е среќно ова време, кога од никого не се бара да го жртвува својот живот. Ова не е доба за жртвување на животите, туку е доба за трошење на богатствата според можностите. Личноста која плати скромен износ, но тоа редовно го прави, е подобра од онаа која нуди многу, но само повремено. Целото општество мора да види дека сите видови на помош му се возвратени на оваа движење. Не треба да има ниту малку немарност во финансиското жртвување на оваа заедница. Секогаш имајте го на ум фактот дека не постои ниту најмала заедница во светот која може да функционира без членарина. Придонеси се собирале и во времето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, Хазрети Муса, Хазрети Иса. Поради тоа, за луѓето од нашиот џемаат е многу важно што се однесува до тоа да бидат многу предпазливи. Што ние можеме да очекуваме од луѓето кои не се во состојба да одвојат неколку центи и каква корист ова движење може да има од нивното членство? Обичен, дури и сиромав човек оди да купува и според своите финансиски можности, купува нешто за своите деца и за себе. Што тогаш се случува со ова движење во кое возвишениот Аллах Джелешануху го втемелил? Постојат некои кои со завет влегле во овој џемаат и свечено ветиле дека ќе им дадат предност на верските, на овоземските работи, но кога потребите се зголемиле, тие ги стиснале своите џебови. Може ли некој кој со толкова жар го сака светот да досегне било која верска цел? Може ли присуството и членството на таквите луѓе воопшто да му користи на ово движење? Возвишениот Аллах Джелешануху вели: нема да постигнете доброчинство се додека не го поделите она што го сакате. И за се што ќе поделите, па Аллах навистина знае за тоа. Хазрети Халифатул Месих IV, разијалаху анху, на една од своите худби во петток рекол: да се плати чанда, членарина, придонес,
помалку од пропишаната мерка, не е ништо друго, туку мамење на Аллах Джелешануху. Се разбира, факт е дека не постои никој кој може да го измами. Оние кои тоа го прават се далеку од Аллаховите благослови и паѓаат во беда, било финансиски или духовно. На почетокот на својата худба, Хазрети Халифатул Месих го проучил следниот ајет од честниот Куран. Ете, вие сте тие кои се повикувате да трошите на Аллаховиот пат, а меѓу вас има и кои се скржават, а оној пак кој скржави, тој скржави за себе. Аллах е богат, а вие сте сиромашни, а ако ги свртите плеките, он ќе ве замени со друг народ, кој не ќе биде вам сличен. Тој напомнал дека оваа сура се однесува на верниците кои заостануваат, бидејќи верата не влегла во нивните срца. Речено им е дека Аллах Джелешануху ги повикува да трошат на неговиот пат, па зошто тогаш скржават? Тие не сватиле дека тоа не се нивни пари и дека тие пари не му требаат на Аллах Джелешануху. Он е богат и неговата вера ќе се шири и без нивните прилози. Треба правилно да се свати дека финансирањето на нашиот джемаат се базира на таква страв од Аллах Джелешануху и праведност. Па според тоа, сакам да му обрнам внимание на джемаатот и фактот дека се што платат како свој придонес треба да го платат со таква богобојазност, бидејќи тоа е појдовна точка за се. Аллах Джелешануху вели дека он добро знае кој дел од вашите пари честно се заработени, а кој не е. Он е тој кој знае се што е јавно, но и се што е тајно. Се разбира, вие одлучувате кој дел од својата заработка ќе ја представите на Аллах Джелешануху. Затоа треба да водите сметка. Хазрети Халифатул Месих се повикал на кажувањето на Хазрети Иса алейхи селам, на кого му е укажано на луѓето да им пренесе дека не треба да го трупаат своето богатство на земјата, бидејќи на земјата тоа може да зараѓа и молец може да го изеде и кратци можат да го украдат. Тие своето богатство треба да го задржат на небесата, каде што нема молци да го изедат, ниту кратци да го украдат. Советот е добар, рекол Хазур, но не и се опфатен. Исламот е најсовршената религија и советот кој го дава во врска со ова е најопфатен. Честниот Куран вели: нема да постигнете доброчинство, се додека не го поделите она што го сакате. Хазур на джемаатот му рекол дека кога висината на уплатата ја одреди халифата, тогаш верниците не треба да даваат помалку од тоа. Единствено речено, тоа би било погазување на заклетвата и пробање да се измами Аллах Джелешануху. Хазур нагласил дека ничија должност не е да му се забележува на некој друг. Должност на секој од нас е да ги анализираме собствените животи и да пронајдеме каде ние самите се наоѓаме. Кога секој член прописно би платил, соберениот износ би бил двојно поголем. मैं तो हूँ साहिर दर अक़दस का दिलदादा चलो, मैं तो हूँ साहिर दर अक़दस का दिलदादा चलो, सुए में खाना बाहस बे गर्मी वादा चलो, मैं कशो ताज़ा करें फिर सुन्नते बादा चलो, मैं कशो ताज़ा करें फिर सुन्नते बादा चलो. Денес го завршивме петтиот дел од книгата Основни и суштински информации за Ахмадијатот. Еселаму алейкум.